Здраво, првачиња! Се надевам дека убаво ги поминавте велигденските празници, дека убаво се одморивте 4 дена и дека сега веќе сте спремни за да продолжиме понатаму со учење. Значи, денеска ден вторник, јас ќе ви одржам часови по македонски јазик, математика, ликовно и музичко образование. По македонски ќе учиме нова буква, по математика ќе се потсетиме на нешто што го учевме во прво полугодие. По ликовно ќе научиме еден нов термин, што е тоа пејзаж, и по музичко имаме слушање на музика. За овој ден ќе ти бидат потребни твојата тетрадка без линии по македонски јазик, тетратката по тесни и широки по македонски јазик, тетратката по математика, компјутерот секако и бел лист и водени бои. Ајде да видиме која буква ја учиме денеска, да препознаеме. На првата слика имаме срце, со него искажуваме што? Љубов. На втората слика имаме цвет, што се вика љубичица. Љубов, љубичица. Денеска ја учиме буквата Љ. Ајде сите да ја кажете буквата Љ. Јазикот, кога ја изговараме буквата Љ, завзема една необична позиција, што не е ниту Л, ниту Ј, туку е Љ. Нешто помеѓу Л и Ј и се добива Љ. Ако речеме Лј, Лј, Л и Ј заедно, малку наликуваат на буквата Љ. Значи Љ, љубов, Љ, љубичица. Буквата Љ не е многу честа буква и нема многу зборови што почнуваат на неа или да ја одредуваме во различни позиции на зборот, затоа ќе работиме нешто друго. Значи љубов, љубичица. Еве да видиме од кои елементи е составена буквата Љ и веќе препознавате. Таа е сестра на Л. Значи многу слична на Л, се разликува од Л само по тоа што има едно кругче од десната страна. Значи права линија почнува права, па се свиткува на едниот крај, па горе една легната, па од легнатата надолу пак една права и после го пишуваме полукругчето од десната страна. Значи 4 елементи секакви и криви и прави линии. Значи буквата Љ се состои од 4 елементи. Еве како се пишува буквата Љ. Евеа, значи од озгора надолу права, која што ја свиткуваме како бастунче и вака личи на Л, на буквата Ј, се извинувам. Потоа една легната горе, па една исправена што продолжува и едно полукругче што го пишуваме од средината некаде на линијата па до долниот крај на исправената линија. И кругчето е секогаш од десната страна. Еве ја и малата, значи прво како буквата Ј личи, па една легната, па една исправена права и еве го кругчето на буквата Љ. Ајде да ја пронајдеме буквата Љ. Љубен е многу љубезен. Љубен е многу љубезен. Љ, љубен, Љ, љубезен. Тој многу сака да одгледува љубичици. Љубичици. Евеа и овде буквата Љ. Одиме во третата реченица. Љупка и Љубинка се близначки. Љупка, првата е, значи Љ, љупка, и Љубинка, Љ, љубинка, се близначки. Дали натаму ја има Љ? Ја нема. Љубица и Љубе јадат лубеница. Љубица и Љубе јадат лубеница. Баба Љуба плете ракавици. Баба Љуба плете ракавици. Значи, кај
љуба. Гледаме дека буквата Л најмногу ја има во имињата, додека во други зборови кои што можеме да ги представиме со сликички, многу и ја нема. Толку сега за буквата Л, тука ќе направиш пауза, ќе ја сработиш, значи, твојата задача во тетратката без линии, во тетратката со тесни и широки. Една страна малата и големата Л, значи исто се пишуваат, само големата е во широкиот и тесниот ред, а малата е само во тесниот ред. И секако ќе ги завршиш задачите во учебникот, тоест ќе ја пронајдеш буквата Л. Тоа нема да ти одземе многу време, затоа што ти веќе имаш стекнато брзина и знаеш како треба ова да се работи. Сега, откако ќе завршиш македонски, ќе продолжиме со часот по математика. Часот по математика ќе го започнам со една приказна и нема да се збуните, да речете дека наставничката погрешила, туку ќе ви стане јасно зошто ќе ви ја прочитам приказната што јас сама ја смислив за вас, за збунетиот Мики. Ајде да видиме зошто оваа приказна се вика Збунетиот Мики. Едно утро Мики се разбуди и отиде да го гушне својот дедо. Откако се погали со дедо му, Мики тргна кон тоалетот да се измие. Потоа се облече и седна на масата. Баба му го праша што сака за појадок, а Мики без двоумење рече: "Бабо, сакам крофни како што ги прави мама." Какви се тие крофни, пиле мое?" праша баба му. "Најубави," одговори Мики. "Но јас не го знам рецептот," се насмевна баба му. "Јас го знам," силно извика Мики. "Сега ќе ти го кажам. 1 лажичка сол, 3 шекер, 10 масло, 1 чаша млеко, 1 филџан кисела вода, 10 раце брашно и 2 чаши вода. Тоа се меси и се прават крофни, бабо." "Но, пиле бабино, па ти ми накажа многу чудни работи. Јас не знам да правам такви крофни без мерка." "Како без мерка, бабо?" се чудеше Мики. "Па нели ти кажав?" "Но, пиле бабино, не може така. Сите лажици не се исти, сите чаши не се исти, а и сите раце не се исти." "Па што има врска, бабо?" Дедо Перо ги слушаше цело време и се смешкаше. Веднаш се сети како да му објасни на својот внук што му зборува баба му. "Синко, ајде кажи ми колку е долга масата," рече дедото смешкајки се. "Од каде да знам? Немам линијер да ја измерам," се одбрани Мики. "Па зарем не знаеш друг начин за мерење?" праша дедото. "Па не знам." "Ајде вака, ќе мериме со педи," предложи дедото. "Тоа се прави кога широко ќе отвориш дланката и ќе мериш од палецот до малото прсте." Дедо Перо почна да му покажува. Тој измери 7 педи. По него почна да мери и Мики. Но Мики изброја 9 педи. "Ова не е можно," се побуни Мики. "Ајде да мериме со лакот," предложи дедото. Почна да мери и измери 4 лакти. По него мереше и Мики, но на Мики му излегоа 6 лакти. "И ова не е точно," се подналути Мики. "Ајде да мериме колку чекори има од прозорецот до вратата," рече дедото и почна да чекори и да брои. Изброја 8 чекори. По него чекореше и Мики и изброја 11 чекори. Но овој пат не се лутеше, почна да му станува јасно во што е работата. Затоа предложи дедо му да му покаже уште некој сличен начин на мерење. Мереа и со стапала. Дедото измери 20 стапала, а Мики 26. Сега Мики веќе свати дека резултатите не им се исти затоа што нивните раце и нозе не се исти. Широко се насмеа и се пофали на дедо си дека ја откри мистеријата. Тогаш дедо Перо му рече:
Епа, синко, како што нашите раце и нозе не се исти, така и чашите, шолите и лажиците не се исти. Баба ти нема да го погоди рецептот, па после ќе речеш дека не знае да прави крофни како мајка ти. Двајцата силно се засмеја, се гушна и се договорија дека крофни ќе направат кога Мики ќе го препише вистинскиот рецепт на мама. Дали ви се допадна оваа приказна? Знам дека ви се допадна, но сега сигурно се прашувате зошто на час по математика наставничката ни напишала приказна. Затоа што денеска ќе учиме нешто што е поврзано со оваа приказна, а тоа се вика повторување на нестандардните мерки. И сега овде гледаме на сликичката нешто што веќе го учевме и вие сега ќе се сетите во прво полугодие како меревме со прст, со педа, со лакот, потоа ги ширевме рацете, па меревме со стапала, па со стапало, со чекори, па меревме вака нешто со рацете, грст меревме и уште многу различни други начини можеме да мереме. Можеме да мереме и со боичка, можеме да мереме и со тетратка, со било што, со коцка. Значи, кога мериме со нешто што на него нема мерна скала, тоа се вика мерење со нестандардни мерки. А зошто се овие нестандардни мерки нарекуваат? Затоа што добиените резултати можат да бидат различни кај различни луѓе, кај големите и кај малите луѓе, тоест кај децата, резултатите нема да бидат еднакви. А зошто? Зошто кога дедо Перо мерел со своите стапала и со своите педи добивал помали резултати од Мики? Затоа што дедо Перо има поголема шака, а Мики има помало раче. Исто и со чекорите. Дедото има подолги нозе и прави поголем чекор за разлика од Мики што има помали чекори. Сега ќе ги разработиме една по една. Еве го првиот начин на мерење со прстиња. И можеме да мериме само со прстето вака како што е ноктето, а можеме да го оставиме вака прстето. Како сакаме, така можеме да мериме. Еве ова детенце мери со прсте. Значи една коцкичка, колку мислите дека прстиња на ова детенце ќе биде? Мене ми се чини дека 3 прстиња. Така, ако ги измери двете коцки ќе бидат 6 прстиња, трите коцки ќе бидат 9 прстиња и така натаму. Нареден начин на мерење со нашата дланка е педата. Тоа беше кога ја расшируваме широко, значи раката, и го користиме почетокот на палецот и крајот на малиот прст. Еве како што е дадено на оваа слика овде. Или на оваа исто така. И како меревме со педа. Значи, широко, па потоа ги составуваме прстите, па продолжуваме. Значи, како гасеничка правевме. Еве како што е дадено овде на сликата. Така се мери. Еве еден начин како во училиште може да се измери висината на детето, значи детето легнало и овде со ракавички, значи раката е представена како ракавички и да видиме кој дете колку ракавички е. Колку ракавички е ова дете? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Значи 8 педи или 8 ракавички. Значи секое детенце нема да добие ист број на ракавички, затоа што ова е нестандардна мерка. Овој начин, тука што го гледаме, е мерење со лакт. Значи, од почетокот на лактот до средниот прст. Така се мери. Значи, од почетокот на лактот до крајот на средниот прст. И, например, со лакот може да го измериме нашето биро.
Еве вака, значи се мери и можам да кажам дека моето биро ќе биде 4 лакти. Или столот исто така, столот можеме и со педи да го измериме. А дали се сеќавате во училницата со што ја меревме таблата? Така е, ја меревме со расширени раце. Значи, ги шириме рацете и од средниот прст на левата до средниот прст на десната, мериме колку пати, значи колку отворени раце и имаше таблата. Имавме 2,5, така ми се чини ако добро ме служи меморијата. 2 широко расширени раце и една половина. Може да се измери таблата и со лакти и со педи секако. Но кога користиме различни нестандардни мерки. Еве, например, дали може таблата да ја мериме со прстиња, вака да ја мериме со прстиња. Колку време ќе ни треба за тоа да го направиме? Значи, помалите работи ќе ги мериме со прстиња, а поголемите ќе ги мериме со расширени раце или со лакот или со педа. Се зависи од тоа колкав е предметот што сакаме да го измериме. Наредна нестандардна мерка е чекор и стапало. И тоа го правевме во училницата, јас знам дека се сеќавате. Например, со чекори можеме да измериме од едниот зид на училницата до вратата или од прозорот до вратата колку чекори има. Можеме истото тоа да го мериме и со стапала. Како се прави мерењето со стапала? Значи, го поставуваме стапалото право и таму каде што ни завршуваат прстите ја поставуваме петата од другата нога, исто како играта сол и бибер. Едната нога е сол, другата бибер. Сол, бибер, сол, бибер. И кој ќе нагази прв, ако има од тука друго другарче што оди, и тој е победник. Ќе играме во училиште таа игра, можеби некој од вас не ја знае. Значи, сол и бибер е таква игра со стапала. Значи, стапалото се поставува, петата кај прстите и се мери. И сега да ве прашам, дали сите ќе изброиме ист број на стапала? Па секако дека не. Затоа што колку е поголемо стапалото, толку помал број на стапалки ќе добиеме. Колку е помалецко, толку повеќе стапалки ќе ни бидат потребни за да ја измериме, например, училницата или клупата или некое растојание. Еве, например, растојанието од катедрата до вратата или од катедрата до првата клупа или од ова столче до ова столче. Може да се мере со чекори и со стапала. Сега, ова е, како што кажуваше Мики во рецептот. 10 раце брашно. Сега, може би рацете на мама и рацете на баба не се исти? Па, каков рецепт ќе добие? Чи неточен рецепт. Еве, ова е грст. Еден грст или грст е кога имаме со двете шаки или со едната рака. Да земеме, тоа се вика грст. И гледајте сега, една шака и уште една шака. Дали има ист број на бадеми во двете шаки? Па нема, значи во оваа рака, бидејќи е помала, собира и помалку бадеми за разлика од оваа. Исто и во овој грст имаме помалце за разлика од овој грст. Тука е малку пополно. И значи ако ставиме на вага да го мериме ова, нема да добиеме исти резултати. Се зависи од тоа колкава е шаката на тој што мери. Сега да видиме, значи, овие мерки, како што се педа, лакот, чекор, стапало или грст, се нестандардни мерки, за разлика од другите што ќе ги учиме наредната недела и се точни мерки. Должината се мереше со линија и меревме со сантиметри, така е. Додека ова што е грст,
брашно, лешници, бадеми или било какви работи, можеме да го мериме на вага во грамови и килограми, а нешто што е во чаша, шолја, филџан се мери во вакво мерниче и се мереше во литри. Така е, вие се сеќавате, бидејќи тоа го учевме, меѓутоа пак ќе го повториме. Значи, овие беа нестандардни мерки, а овие се веќе стандардни, што ќе ги учиме наредната недела, а оваа недела ќе се задржиме на нестандардните мерки. Сега ќе ти дадам за домашна задача да измериш, значи ќе нацрташ еден предмет по твоја желба и ќе го измериш. Ако е мал предметот, може со прсте, со педа, со лакот, со чекор, само ќе нацрташ, значи што си мерел, слично како што правевме во училиште. И сега после ова можеш малку да се одмориш, да се изрелаксираш и да продолжиш со часот по ликовно. Сега, на часот по ликовно имаме за денеска да цртаме пролетен пејзаж. А јас ви имам на вас спомнувано, но не знам колку вие се сеќавате што беше тоа пејзаж. Пејзаж е слика кога ја представуваме природата околу нас, дел, парче од природата. Значи, пејзажите можат да бидат најразлични во зависност од годишното време. Бидејќи сега сме годишно време пролет, нашиот пејзаж ќе биде пролетен. Може да биде и есенски, а може да биде и зимски пејзаж, може и летен. Значи, пролетниот пејзаж се карактеризира со многу шаренило, затоа што знаеме во пролет дрвцата се расцветуваат, цвеќињата исто така, природата се буди и птици има по небото и затоа пролетните пејзажи се едни од најубавите и најразнобојните пејзажи. Еве, овде се дадени неколку пејзажи кои што ќе ви помогнат на вас самите да можете убав цртеж да направите. Значи, доколку имате дома боици водени, може да направите, значи со водени боици, доколку имате дрвени, може и со дрвени боички. И сега, еве, ова е поедноставен пејзаж на кој што има ливада со цвеќенца, дрвца во далечина. Овде е представена некоја рекичка. Овде дури имаме и во позадина виножито. Еве тука и река, и цвеќенца, и дрвца. И овде ми е овој пејзаж исто така многу убав, многу интересен, затоа што на небото има и птички, има цвеќенца и како се шетаат по патеката овие две господи, другарки, комшивки, соседки. Ова е исто така пејзаж, каде што некој работи на поле, па се враќа од поле и исто така тука имаме куќичка покрај некоја рекичка. Значи, вие ќе си одберете дали ваков пејзаж или некаков различен, по ваша желба можете да насликате, да нацртате. Значи, внимавајте, можете да се послужите со овие идеи или некои други идеи од интернет. Знам дека можете да нацртате убав пејзаж и најбитно од се е да научите дека пејзаж е представување на дел од природата, значи парче од некој надворешен простор, каде што има река, планина, дрвја, птици, луѓе, значи представување на природата. И пејзажот во зависност од годишното време може значи да биде различен. И откако ќе го завршиш тоа поликовно, одиме на музичко. Сега ќе ви пуштам една песничка да ја слушате. 10-та композиција Роден крај од композиторот Драгутин Бастрак, страна 36. Check
И сега ќе поразговараме малку како што го правиме тоа и на часовите за оваа композиција. Значи, прво ве прашувам, кој ја изведува оваа композиција? Дали слушнавме дека композицијата ја пеат повеќе деца? Така е, кога пеат повеќе деца, тоа се вика групно пеење. А групното пеење, како се викаше? Хорско пеење. А кога во хорот пеат само деца, тоа се вика детски хор. Во овој случај, значи оваа композиција, ја пеат повеќе деца и затоа ќе речеме дека е исполнета од детско хорче. Меѓутоа, во вториот дел од композицијата слушаме само еден глас, само едно дете како пее и преовладува тој глас. Кога некоја композиција ја изведува само еден пејач, тоа го викавме соло пеење. Но овде ќе кажеме дека композицијата ја изведува детски хор, но во еден дел од песната се слуша и само соло пеење. А каква е по вид оваа композиција? Ќе кажеме дека е вокална, затоа што тука нема музика, туку се слушаат само гласови или вокали. Доколку ако имаше некакви инструменти кои што свират и прават музика, тогаш ќе кажевме дека е вокално-инструментална. Меѓутоа сега немаме никакви инструменти, па затоа ќе кажеме оваа композиција е вокална композиција и ја изведува детски хор. Се надевам дека ви се допадна и послушајте ја уште неколку пати. Имајте убав ден. Се гледаме утре.